Почитувани граѓани, пописот е потребен за развој на државата, пописот е неопходен и пописот е патриотски чин. Затоа СДСМ и парламентарното мнозинство нема да прифатат никакви уцени од страна на деструктивниот, кој зад себе има 6 изборни порази, а тоа е Христијан Мицковски. Нема да го повлечеме законот од собраниска процедура, ниту пак ќе поддржиме неразумни предлози за одлагање на пописот. Оваа земја цели 18 години нема спроведено попис и никој нема право да го кочи или да го одолговлекува. Зошто на Мицковски и ВМРО ДПМН им пречи пописот е целосно нејасно. Зарем не сака да се знае колку наши сограѓани живеат во земјата, а колку во странство? Паралелите со другите држави кои го одложиле пописот не држат вода, бидејќи ниту една од овие земји кои ги споменува Мицковски не биле доведени во ситуација да 18 години немаат попис. А попис немаме затоа што во 2011 година тој пропадна поради неспособноста на ВМРО ДПМН. Пописот во 2021 ќе биде спроведен согласно препораките на Евростат по сите меѓународни стандарди по кои се спроведува една вака важна статистичка операција. Сега имаме електронски регистар на население кој ќе биде поврзан со уредите за попис и податоците ќе бидат компарирани со податоците на други 10 институции. Значи не е можно да се попишат лица кои не постојат. Исто така не е точно дека ќе се попишуваат граѓаните само со матичен број. Очигледно е дека Мицковски не знае која е реалната состојба во државата. Која е целта на Мицковски со повикот да се бойкотира пописот? Да има помалку македонци? Методологијата исто така не е изговор. Не може без донесен закон да има методологија. Пописот не е политичка, туку е статистичка операција и Мицковски треба да бара други причини за да ја задржи својата позиција во ВМРО ДПМН, а не со блокади. Без разлика колку и да не им се допаѓа на ВМРО ДПМН и Мицковски, попис оваа година ќе има. Тоа е важно за државата, важно е за економијата, за целокупното наше општество, за развојот на нашата држава и креирање издржани, долгорочни политики и стратегии.